Вести на Канал 8. Варичелата брзо се шири во Виница. 3 нови случаи се регистрирани за едно деноноќе, потврдуваат од подрачната служба во оваа општина. Од почетокот на ноември има вкупно 19 заболени. Состојбата будно се следи. Уште 3 нови заболени деца од варичела во Виница за едно деноноќе регистрирала подрачната служба во оваа општина. Тоа значи дека од почетокот на ноември има вкупно 19 заболени од овчи сипаници. Новите 3 заболени деца се добар показател за ширење на болеста. Не треба да се заборави дека ланската година првите случаи се појавија во мај и веќе до јуни беше прогласена епидемија на варичела со 500 заболени, меѓу кои 40 на возрастни лица. Заболените од оваа година се деца на школска и предшколска возраст, а во Виничката градинка е забележано минимално отсуство на деца, потврди директорот на градинката Илија Јованов. Од подрачната служба во Виница будно ја следат состојбата затоа што постои сериозна опасност од ширење на сипаницата. Заразениот треба да се лекува во домашни услови, оти изолацијата е единствената превентива на болеста. Големо внимание треба да се обрати и на хигиената, советуваат епидемиолозите. Во тек е дератизација на канализационата мрежа во градот и населените места во општина Кочани. Акцијата се спроведува во соработка со Центарот за јавно здравје, а таа е дел од годишната програма за уништување на глодарите и инсектите. 160 килограми кумарински препарат ќе се употребат за дератизација на канализацијската мрежа и градската депонија во општина Кочани. Уништувањето на глодарите е дел од превентивната обврска на локалната самоуправа за дератизација и дезинсекција со програмата за заштита на населението од заразни болести во 2015 година. Стручни екипи од Центарот за јавно здравје со поддршка на технички персонал од комуналното предпријатие Водовод веќе работат на терен, при што кумаринските мамци се поставуваат во канализацијските шахти во градот и во дел од населените места во рамничарскиот дел на општината. Најголеми количини од препаратот ќе се искористат за дератизација на канализацијската мрежа, а дел од мамците ќе се распоредат и кај градската депонија, каде исто така е регистрирана појава на глодари и други штетници кои се преносители на заразни болести. Како што е предвидено со програмата, третирањето е на секоја втора шахта. Имаме некаде од 1200 до 1300 шахти. Се третира со комарински препарат, и оваа година имаме предвидено 160 килограми комарински препарат и околу 120.000 денари за оваа активност. Инаку ова е втора поред дератизација годинава, бидејќи имавме поплави пролета и имавме вонредна дератизација, значи ја спроведовме и вонредната дератизација по налог на владата на Република Македонија, бидејќи имавме наезда од штетници после поплавите. Кумаринските мамци ги има во 2 вида – пелети и парафинирани блокови специфично обоени, што значи дека се лесно воочливи и доколку се забележат не треба да се допираат. Поголем дел од отровниот препарат веќе е поставен во канализацијската мрежа, така што акцијата се очекува да заврши за неколку дена. Инаку од локалната самоуправа додаваат дека во тек е изработката на програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2016 година. При тоа, сумата што е предвидена за оваа намена е нешто повисоко од годинава и ќе изнесува 180.000 денари, со што ќе се набават поголеми количини кумарински препарат. Основното училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари го одбележа патрониот празник. Како дел од успешните постигнувања меѓу двете празнувања, беше речено дека учениците освоиле повеќе награди и признанија, а наскоро се очекува да биде завршена изградбата на спортската сала. Свечено беше во основното училиште Крсте Мисирков од Оризари по повод прославата на патрониот празник и одбележувањето на повеќедецениското успешно работење. Вообичаено, во училишниот двор пред бистата на патронот се одржа скромна свеченост на која присуствуваа поголем број гости, ученици и вработени. При тоа, делегации од училиштето, од локалната самоуправа и други институции положија букети свежат цвеќе, оддавајќи му почит на Мисирков за неговиот предонес во кодификацијата на македонскиот литературен јазик. Директорката на училиштето рече дека е задоволна од досегашните постигнувања на учениците и на вработените во институцијата што таа ја раководи. Оваа година има околу 300 ученика. Можеме измеѓу двата патроната да се пофалиме со
повеќе активности на учениците, првенствено со учествието на многу надпревари, на многу конкурси литературни, ликовни, со добиени места, например републичко место добиено второ на надпреварот по биологија, исто така во лигите, спортските лиги што ги организира општината, учества и освоени места. Оваа година на самиот старт наши ученици освоија прво место на надпреварот по пинг-понг и учествуваа на државен надпревар во Свети Николе. Во рамки на одбележувањето на патрониот празник беше приреден прием за гостите и сегашните и поранешни вработени. Михајловска рече дека значајна придобивка што ја очекуваат сите жители на Оризари е завршувањето на училишната спортска сала. Спортската сала е во завршна фаза на изградба, односно се опремува внатрешноста. Лично мислам дека се работи само за недели до нејзино отварање, бидејќи веќе светлото е наместено во неа, се очекуваат секој момент да се набават и да се донесат елементи во внатрешноста, така да се работи само за недели, ми се чини до отварањето на истата. Во моментот, во училишната сала се поставува дел од електричната инсталација, а се опремуваат и тоалетите, соблекувалните и другите помошни простории. Инаку, во рамки на одбележувањето на патрониот празник, учениците од Оризари подготвија свечена програма на која покажаат дел од слободните ученички активности и знаења. Дворот на основното училиште Никола Карев постепено добива нов лик. Започна изградбата на патеката од источниот влез на училиштето до паркинг просторот. Уредувањето е дел од проектот за изградба и модернизирање на училишната зграда, вреден 3 милиони денари. Започна изградбата и уредувањето на патеката во основното училиште Никола Карев, која што се поплочува со бехатон плочки. Изградбата на патеката, која што ќе се протега од источниот влез на училиштето па се до паркингот, е дел од третата и последна фаза на проектот за изградба и модернизирање на училишната зграда, вреден 3 милиони денари. Ширината на патеката, значи, ќе биде 2,5 метра. Значи, негде од прилика околу 120 метра, така, према некоја математика која од страна беше изработена на секторот на градежните работи при општина Кочани, секторот за планирање на инвестициите. Инаку тоа е инвестиција на општина Кочани. Ова е завршен дел од проектот кој започна да се реализира од 2013 година, кога беше потпишан договорот за изградба на вториот влез меѓу градоначалникот Димитровски, раководителот на проектот УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието Небојше Мојсовски и директорот Владо Андов. Освен изградбата на вториот влез, во рамките на овој проект се реконструираше и фасадата и кровот на училиштето, се постави топла врска на училиштето со спортската сала, како и приклучок на парно грејење во салата. Ке се реконструираат дрвените мостови во локалитетот Бавчалук. Локалната самоуправа го објави јавниот тендер за избор на изведувач на работите, за кој планира да потроши околу 5.000 евра. Општина Кочани конечно презема активности за реконструкција на двата дрвени моста во спортско-рекреативниот центар Бавчалук. За таа намена предвидено е да се потрошат околу 290.000 денари, средства од општинскиот буџет од програмата за одржување на урбаната опрема. Со нив треба да се изврши целосна замена на оштетените дрвени површини на мостовите, кои во моментот се тешко проодни за пешаците. Поради дотраеноста на целата конструкција, мостот на северната страна на локалитетот практично е неупотреблив. За преминување преку речното корито, граѓаните го користат помошното мало мовче, изградено во непосредна близина. Слична е состојбата и со мостот на јужната страна, во близина на пумпата во Бавчалук, каде фреквенцијата на минувачи е поголема. Освен искрашените штици, кај него недостасува и целата ограда од едната страна, така што поминувањето, особено во вечерните часови, може да биде непријатно. Граѓаните досега имаа повеќе реакции со барање да се преземат мерки за отстранување на оштетувањата, за да не дојде до телесни повреди или посериозни последици. Таквите барања неколку пати беа пренесени од страна на членовите на Советот, а на една од последните седници, општинската администрација даде ветување дека реконструкцијата ќе се направи до крајот на оваа година. Ваквите заложби можат да се реализираат во практика, со оглед што рокот за пријавување на заинтересираните изведувачи на работите трае до 23 овој месец.
До предпоследниот ден на одржување на сајмот на книгата, интересот не е на завидно ниво. Кочанските граѓани не се многу заинтересирани за читање добра книга. Најпродавани годинава се психолошките книги и белетристиката. Слаб интерес за сајмот на книгата во Кочани. Кочанските граѓани не се многу заинтересирани да читаат книга. Таков е заклучокот на представувачите на издавачките куќи на сајмот на книгата што и годинава се одржа во библиотеката Искра, по завршување и на предпоследниот ден од одржување на сајмот. Во текот на деновите на сајмот постојано има посета на сите штандови со оглед на тоа дека годинава сајмот беше со зголемен број издавачки куќи, вкупно 14, а со тоа и на проширен простор во библиотеката и поголема понуда на наслови и книги. Имаше и групна посета од ученици од кочанските училишта. Најголем интерес граѓаните покажале за белетристиката, психолошките книги, како и за прирачниците со совети од типот на како до подобар живот, како до поголем успех и прирачниците за подобрување на здравието. Се трошат пак боенки, сликовници најповеќе, па и книги, лектири. Различно, не можеме да кажеме, да речеме психолошките обично се, да речеме едни од најтрошените романи сакаат. Млади ви исто да читаат, љубовни, криминалистички, трилери, така. Задоволни сте од продажбата на книги годинава? Па, да речеме, со овие последни 2 дена и до крај се надеваме дека ќе биде успешно до крај. До завршување на сајмот останува уште еден ден, па дури потоа ќе се прават калкулации за бројот на продадени книги кој годинава не е на завидно ниво. Учениците и менторите од Средното општинско училиште Гошо Викентиев, кои освоија први места на државен надпревар, наградени со по 10.000 денари од Министерството за образование и наука. Ова представува поттик учениците повеќе да се трудат и да се пријавуваат за учество во надпреварите. Министерството за образование и наука започна да дава значење и да ги наградува успесите на средните стручни училишта. За прв пат доделува награди на учениците кои на државните надпревари освоија прво место, како и на менторите кои работеа со нив. За прв пат ова година од Министерството се доделени средства на тројца ученици кои освоја прво место и на нивните ментори. Значи, тоа се учениците за подсетување од профилите од 3-годишно образование металостругар и инсталатер и монтер и од 4-годишно образование од електротехничката струка, електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Мислам дека тоа ќе биде поттик за наредните надпревари за самите ученици, дополнителен мотив да се вклучат во тие надпревари, исто и за професорите кои ги спремат или нивните ментори. Станува збор за наградување на учениците кои учествуваа и освоија први места на државните надпревари на средните стручни училишта од сите профили, што се организираат во месец мај. Исплатено им е по 10.000 денари на тројца ученици и 8 ментори од ово училиште. Од СОУ Гошо Викентиев вела дека ова е стимул и поттик за пријавување на ученици за учество на државни надпревари од Министерството за образование и наука, со наградување ќе продолжи и следната година. Следува спортската информација. Нов успех забележаа каратистите на карате клубот Партизан на меѓународниот турнир што се одржа во соседна Србија. Во силна конкуренција на над 500 учесници од балканските земји, нашите представници освоија 30 на медали во категорија на борби и кати. Членовите на карате клубот Партизан од Кочани го подобрија успехот во споредба со постигањата од пред еден месец на турнирите во земјата и странство. Од меѓународниот ИПОН куп што се одржа во Лесковац, Република Србија, нашите каратисти се вратија со освоени 30 медали, од кои дури 5 златни. Во конкуренција од над 500 учесници од клубови и спортски друштва од повеќе балкански држави, младите спортисти од Кочани покажаа добра техничка и физичка подготвеност, надминувајќи ги своите конкуренти и во борби и во кати. Првиот златен медал за Партизан го освои Кристијан Гроздановски во категорија борби за каратисти со телесна тежина до 35 килограми. Неговиот успех го повторија и Ѓорги Петров, Ива Таушанова, Мартина Шахинова и Василија Христики, која, освен во борби, во својата категорија беше најдобра и во кати.
Посебен успех за кочанските каратисти е фактот што од вкупно 15 учесници во категоријата над 45 килограми, тие ги елиминираа своите противници од Бугарија, Србија и Црнагора и се закитија со златни медали. Забележителен настап на турнирот во борби имаа и останатите каратисти, кои освоија уште по 10 сребрени и бронзени медали. Во генерален пласман од сите екипи, карате клубот од Кочани се пласираше на третото место според бројот на освоени медали. Исто така, третото место беше освоено во борби во екипна конкуренција за каратисти родени 2004-2005 година. Освен на турнирот во Србија, членовите на Партизан постигнаа голем успех и на меѓународниот турнир во Скопје, што го организираше домашниот карате клуб Цветан Димов. Кочанските каратисти Роберто Здравковски и Димитар Јакимов се вратија со освоени златни медали во своите категории во конкуренција на борби. Вестите завршија, повеќе информации на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.